Во својата историја, Volkswagen има неколку иконски модели што го обележија своето време. Електрификацијата налага нов пристап, но секогаш е интересна кога ќе се помеша со традицијата. Таков пример е Volkswagen ID Buzz, електричната интерпретација на некогаш многу популарниот Були. Една година по комерцијализацијата, од Wolfsburg ја најавија неговата втора изведба со продолжено меѓуоскино растојание. Очигледно дека ID Buzz има потенцијал да стане одлично продаван модел, па изгледот е задржан, но за оваа прилика има 3 реда седишта, повеќе простор во внатрешноста и зголемен багажник благодарение на проширувањето од 25 см. Кога ќе дојде на пазарот идната пролет, ќе се нуди во патничка и товарна верзија. Долгиот ID Buzz се нуди со две големини на батерии, 77 киловат-часа и 85 киловат-часа. И додека актуелната верзија се нуди со електричниот мотор од 150 киловати, продолжената каросерија ќе биде домаќин на потполно новиот мотор со 210 киловати. Спринтот од 0 до 100 ќе трае само 7,9 секунди, додека максималната брзина се искачува од 145 на 160 км на час. Помокниот мотор ќе се користи и во кратката ID Buzz во иднина. Volkswagen веќе зборува за други изведби. Како почетен мотор, ID Buzz Cargo ќе има пригушена верзија со сегашниот мотор на 125 киловати, а ќе биде достапен и со мала батерија од 63 киловат-часа. Најсилна изведба ќе биде верзијата GTX со 250 киловати, која ќе спринта до 100 за 6,4 секунди. Корисничкиот интерфејс и инфозабавниот систем прават технолошки скок. Големиот централен екран е реконструиран, а за прв пат има екран кој ги проектира податоците на возилото на шофершајбната. Покрај тоа има голем електрохроматски панорамски покрив кој може да се затемни, а големиот среден страничен прозорец може да се нарача со мал отвор на прозорецот. Многу е известно дека подоцна ќе се нуди и камперската варијанта, која најверојатно би можела да се нарече Калифорнија.